Сега веќе кога драстично се намали бројот на инфицираните со COVID-19, добро е да се направи една ретроспектива на COVID инфекцијата во регионот на Охрид и Охридско. Два пати имаме нагло покачување на број на заболените. Во август месец, само што заврши август 2020 и повторно сега, кога заминаа печалбарите, бидејќи во тој период тие кога се враќаат секој некој што е во странство, кога ќе се врати во својава земја, во Македонија, не ги почитуваат препораките за заштита. Се правеа свадби, без разлика што имаше ограничување до 100 лица, многу повеќе без користење на заштитни средства, така да и тоа на два пати имаме огромен бран. Заминеа тие, опаѓаат бројката. И сега истото се случи, дојдоа за пред Нова година, дојде за Нова година, за католички Божик, имаме нагло зголемување со омикронот. Исто омикронот е доста инфективен, само за разлика од делтата е со многу лесна клиничка слика. Вакцината штити. Јас, пошто работам долго време, од самиот почеток работам во превентивата и едно од најефикасните мерки во превентивата тоа е вакцинацијата. Благодарение на вакцинацијата изумрени се многу заразни болести, искоренети се. Не очекувавме дека вирусот ќе трае толку долго, дека ќе одземе многу животи и пред се тоа е лабораториски, затоа што нема природен тек. Секој природен вирус има природен тек. Време на јавување, сезонско јавување и исчезнување. А ова се повеќе и повеќе земат замав. Пак благодарение на вакцинацијата опаѓаат бројката. Мислам дека се гледат крајот на пандемијата. Многу од државите веќе не бараат и исто така кај нас во Македонија се укина тестирањето за излез од државата и затоа имаме многу мал број на тестирања во приватни тестови, многу малку беше се тестирање за патувања. Па остана уште Америка, Германија барат, а другите не. Ова беше голем предизвик. Не само за мене, за сите беше, али посебно за мене, бидејќи останав сама. Колегата од Струга само на самиот почеток на пандемијата замина во пензија и остана огромна бројка на луѓе на кои треба да им помогнеш. Што би рекол синот, никој не те берат кој што сака да те праша. Него има некоја мака. Мора да се јавиме на телефон, енергијата ја црпев многу од семејството. Имав поддршка, огромна поддршка од синот и од сопругот. Така да можеби и тоа ми помогна да издржам во овие тешки денови.